Власта предводена од ВМРО ДПМН ги остави работниците од Колска без исплатата на заостанатите плати. Фирмата работи со загуби, без план за развој и инвестиции во опрема. Ова беше истакнато на денешната пресконференција на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз. Од партијата потенцираат дека новото раководство на фабриката ги испратило работниците на принуден одмор. Работниците се во неизвестност, не знаат дали им е загарантирано работното место, ниту пак што ќе се случува со заостанатите плати и кога ќе ги добијат. Оваа година се навршуваат 100 години од основањето на Колска. Лошата состојба во која што се наоѓа оваа единствена фирма во државата овластена за работа со шински возила е последица на неспособното управување на кадрите на ВМРО ДПМН. Од СДСМ побара новиот директор на фабриката да образложи пред јавноста како работи Колска и кога работниците ќе ги добијат своите заостанати плати. Според опозицијата, Колска е една од фирмите кои се нашла во списокот на должници. Дали Колска е оспособена да се јавува на тендерите и да обезбеди работа за своите работници? Или, поради својата неликвидност, не може да учествува на тендерите? Дали Колска должи на управата за јавни приходи по основ на ДДВ и други основи, знаејќи дека пред некое време се најде во списокот на должници на управата за јавни приходи? Зошто Македонски железници инфраструктура и Македонски железници транспорт не бараат услуги од Колска? Точни ли се индициите дека инфраструктурата на вагоните се работат во соседна Бугарија, наместо тоа да го работи Колска, која што е овластена за сето тоа? Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН денеска писмено реагира на пресконференцијата на СДСМ. Во писмениот допис меѓу другото се наведува дека секогаш кога наближуваат избори на СДСМ им текнува на Колска. Така беше пред 10 години кога нивниот вечен кандидат за градоначалник Аце Коцевски предизборно ветуваше инвестиција од француски лор и 90 милиони евра странски инвестиции во Велес. 4 години подоцна, кога дојдоа следните избори, СДСМ повторно се сети на Колска ветувајќи словачки инвеститор за фабриката, стои во писменото соопштение од ВМРО ДПМН. Според власта, после секое ветување од СДСМ, остануваат само празните зборови и лажните ветувања на партијата.